Македонската кошаркарска репрезентација ја забележа првата победа на подготвителните средби пред престојаното Европско кошаркарско првенство во Словенија. Синоќа ја победивме Хрватска со 78-74. Иако ослабени без капитенот Перо Антич, избраниците на Алеш Пипан одиграа квалитетен меч и покажаа одличен карактер, враќајќи се од двоцифрена негатива во втората четвртина. Боме Келеп уште еднаш покажа зошто важи за прва виолина на нашиот национален тим, па иако само 2 дена тренираше со остатокот од селекцијата, тој одигра одличен меч и ги предводеше црвено-жолтите до нова победа. Војдан Стојановски со 18 поени беше најпрецизен во нашиот состав, Мекеле постигна 15, додека Чековски реализираше 13 поени, 9 од нив со 3 погодени тројки. Мора да се потенцира и предонесот на Брчков, кој во последната минута со фантастична блокада на Томас не им дозволи на домакините да изравнат и на тој начин го трасираше патот кон победата. Предак Самарџиски заработи незгодна повреда која според последните информации е од полесен карактер. Двете репрезентации денеска уште еднаш ќе ги одмерат силите во Загреб, но тој надпревар според најавите ќе биде од затворен карактер. Потоа нашите репрезентативци се враќаат во Македонија и ќе имаат 3-дневен одмор. Луис Суарес, побарал од управата на Ливерпул, дозвола да ја промени средината со образложение дека Енфилд повеќе не му е предизвик во кариерата. Според Луис Суарес, од страна на раководните луѓе на втората најуспешна екипа во Англија на сите времења му било предочено дека ако не биде обезбеден пласман во Лигата на шампионите, ќе му биде дозволено да се замени од Ливерпул. 26-годишниот напаѓач изјавил дека е официјално по писмен пат ќе бара да си оди со цел да биде дел од најелитното фудбалско надпреварување, ако до крајот на неделата не биде продаден. Му дадов се на Ливерпул, сега треба клубот да го одржи ветувањето. Фудбалерот кој што го гризна за рака Ивановиќ од Челси, зашто е суспендиран од страна на Фудбалската федерација на Англија, се поврзува со речиси сите елитни клубови во Европа. Најгласни се шпекулациите за негово заменување во Реал Мадрид или во Бајер Мюнхен, но и Арсенал е опција. УЕФА ги објави имињата на тројцата фудбалери кои влегува во конкуренција за најдобар играч на сезоната во Европа. По објавувањето на листата од 10 имиња минатиот месец, сега е јасно дека добитникот на оваа награда треба да се бара помеѓу Меси, Роналдо и Рибери. Французинот Рибери беше еден од четворицата членови на актуелниот европски и германски шампион Бајер Мюнхен кој се најде на листата од 10 имиња, а сега е единствениот кој ќе се обиде да им го поремети планот на двајцата поред многумина најдобри светски фудбалери. Кога е ова признание во прашање? Наградата ќе биде доделена на 29 август при извлекувањето на групите во новата сезона во Лигата на шампионите во Монте Карло, веднаш по гласањето во живо од страна на панелот новинари. Меси пред 2 години ја освои премиерната ваква награда која доделува УЕФА, а неговиот соиграч од Барселона Андрес Иниеста го освои признанието минатата година. Светскиот рекет број 1 Новак Џоковиќ се пласираше во третото коло на ATP Masters од 1000 што се игра во Монтреал, Канада. Откако во 2 сета го совлада Флориан Мајер со 6-2-6-7. Џоковиќ овој меч го заврши за 55 минути во кои 4 пати му го одзеде сервисот на противникот. Ова за српскиот тенисер беше 11-та последователна победа на местрисите од серијата 1000. Од фаворитите пласман понатаму обезбедија Гаске, Хас, Јановиќ, Фонјини, Нишикори, а во раната фаза од турнирот беа елиминирани Алмагро, Симон, Димитров, Сепи, Андерсон, Ниеминен и Типсаревиќ. Денеска продолжуваат надпреварите од второто коло.